сум зборувал со многу жители на Скопје од секаков бекграунд и од различни заедници. И сите се сложни дека најголемите проблеми на градот се нехигиената, загадувањето, сообраќајниот хаос и лошата инфраструктура. Осеќам лутина кај многу мои сограѓани затоа што не се работи доволно на овие проблеми. Годините се поминуваат, а градот ни остана затворена општина за своите жители. Треба конечно да ставиме крај на самоволието кое што досега ги одредуваше градските политики. По програмата имаме големи планови за Скопје. Итно ќе донесеме серија мерки против загадувањето на градот. Ќе инвестираме во кули за прочистување на воздухот, ќе обезбедиме еколошки јавен градски превоз со електробуси и автобуси. Ќе инвестираме во зелени кровови и ботанички градини на објектите под надлежност на градот Скопје. Имаме сериозен план за гасификација на Скопје. Ќе доизградиме примарната гасоводна мрежа во западниот дел од градот, а ќе изградиме и секундарна гасоводна мрежа, првенствено за населбите од градот, кои што не се поврзани со централниот систем на грејење. Тоа ќе придонесе за почист воздух во Скопје, ќе го продолжиме булеварот Свети Климент Охридски со мостови преку Вардар и тунели под Кале, се до булеварот Никола Карев. Ќе го прошириме и северниот булевар. Ќе направиме спуштена раскрсница кај Мавровка. Ќе го олесниме и паркирањето. Ќе го вратиме езерото треска на граѓаните, обновено со изграден прочистителен систем и со јавно-приватно партнерство со голем број содржини за Скопјани. Новата градска администрација веднаш ќе ги откочи процесите за реновирање на универзална сала. Кеот конечно ќе биде осветлен, уреден